дека ќе ме отепа ако пријавам во полиција. Ова е дел од потресната исповед на мајката на 16-годишното девојче од Кичевско Лисичани, кој е забремени од својот татко. Сега малолетната трудница е под постојан стручен надзор во домот за доенчиња во Битола. Таму ќе биде згрижено и бебето откако ќе се роди. Таткото, кој во повеќе наврати ја силувал својата родена ќерка, е сместен во затворениот оддел во душевната болница во Демирхисар, каде што го очекува стартот на кривичниот процес. Ова е просторијата во домот за доенчиња во Битола, во кој е сместено 16-годишното девојче од Кичевско Лисичани, бремена во 8 месец по силувањата од нејзиниот татко. Девојчето е во добра здравствена состојба, добро се чувствува, постојано е под надзор на стручниот тим во установата. Истовремено се остварени контакти со надворешните институции, значи со клиничката болница, каде што за месец дена ќе треба да се породи. Стручните тимови допрва ќе се справуваат со овој горлив проблем, а несудената мајка неколку месеци по породувањето повторно ќе биде вратена во специјалното училиште во Ново село. Виновникот за ова родосквернавање, таткото Бајрам Велиовски, кој е пациент во душевната болница во Демирхисар, сега таму е ставен под засилен надзор. Тука е сместен таткото силовач од Кичевско Лисичани. Допрва посебна истражна постапка треба да утврди под кои околности се случило во инцест, што ја потресе македонската јавност. Тој засега молчи за изживувањето врз своето дете. Ние како стручен тим се уште немаме разговарано за случајот со него, затоа што сме во очекување на званична истражна постапка. Кога ќе започне специфичната истражна постапка со Бајрам Велиовски се уште не се знае, но во Лисичани владее шок. Одни ми се посрамоти селото, апсолутно неќе да живеат оние што се нормални луѓе. Ја посетивме и мајката Ане, која зачмаена и скршена во болка и сиромаштија се грижи за најмладото 7-годишно синче. Од 4 деца, најстарата ќерка и заврши во Битолскиот дом, другите 2 деца се сместени во Ново село, а сега таму ќе го одведат и сугарето, сите поради специјални потреби, а таа ќе остане сама. Спесив здрав јама, не може да убие закон да уда. Затвор. Ја спесив на една лице место си ја најдем, гол беше. Лани од овде беше, овде спиеше. Од овде мене ми избега, момичето овде спиеше. Те од таму избега овде. Се налута мене ми вели, ја сум болен, не ми збори. Море нешто бараш кај момичето да ош. Море не оди кај момичето, че преш не го били. Трошното куќаре во кое се јаде и спие на подот, само ја заокружува страшната и грозна слика на се она што тука се случувало. Статистиката е немилосрдна. Лани дури 100 деца биле жртви на сексуална злоупотреба. Вистинската бројка, ако се земат предвид неоткриените или непријавени случаи, е многу поголема. Казните за педофилите се заострени. Од лани минималната е 10 години, најтешката е доживотен затвор. Дали тоа ќе има ефекти? Прашање за нашиот репортер Миле Ристевски, кој разговара со Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши. Ги вклучуваме во живо во вестите. Миле? Токму така, Горан, комплетната статистика за минатата година укажува на еден фрапантен податок кој вели дека 99 деца биле жртви на сексуалното насилство, дури 95 сторители се на ова сексуално насилство. Најголем број од регистрираните случаи на сексуално насилство или на педофилија станува збор за деца под 14 годишна возраст. Експертите побараа поголеми, подрастични казни за педофилите и до доживотен затвор. Тоа беше и прифатено, но се чини дека судовите на педофилите им досудуваат казни и под минимумот. Овдека со мене, како што најави и ти, е господинот Драги Змијанац, првиот човек на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Добро вечер, господине Змијанац. Ве молам, директно сметате ли дека заострувањето на казните може да има ефект? Секако минималната казна ќе ги ограничи судиите да досудуваат минимални казни, значи 10-15 години минимална со можности до доживотен затвор. Оно што ние се залагаме покрај зголемување на казните од минимум 15 до 20 години по излегувањето на сторителот на ова кривично дело, да му се вградат микрочипови и да бидат под строг надзор на полицијата и на центрите за социјална работа. Предложивме како мерка од западноевропските земји хемиска кастрација на доброволна основа за да се регулира нагонот или бидото на педофилите за да не ги силуваат децата и предложивме исто мерка затвор болница со сигурен третман
со сигурен третман, како што ќе нагласам, за да не се повтори делото, затоа што искуството покажува дека педофилите по излегувањето од издржувањето на казната затвор најчесто го повторуваат делото, а што најмногу не загрижува, тоа се случува во семејството. Значи 80% и повеќе од децата кои се жртви на педофилија најчесто се познаници, пријатели, најблиски од семејството и од поширокото семејство. Миле, ве замолувам за трпение со господинот Змијанац. Предлагам да видиме како со сексуалните престапници се справуваат некои земји од развиениот свет. Европската унија ја критикува Чешка дека казните за педофилите со кастрација се престроги. Искуството на оваа земја низ конкретни примери на злоупотреба над деца ни го пренесува Зоран Ќука од Радио Слободна Европа. Чешките сексолози, владата и голем дел од јавноста не го делат мислењето на Комитетот за тортура на Советот на Европа во однос на хируршката кастрација. За владата во Прага кастрацијата е мерка која се применува со претходна писмена согласност на сексуалните деликвенти и по позитивно мислење на сексолозите. Според Советот на Европа, пак деликвентите во затвор се согласуваат да бидат кастрирани, бидејќи тоа во некои случаи им е излез надвор пат кон слобода. Не се голем дел од јавноста згрозена од неретките случаи на сексуални злоупотреби, силувања и педофилија, ја поддржуваат оваа мерка, и често се случува деликвентите на слобода да го повторат делото. Например, пошироката европска јавност беше запозната со случајот на педофилство и убиство на малолетен син на висок чешки офицер во НАТО. Момчето беше злоупотребено и убиено од педофилот Словачка, еднаш веќе осуден, па пуштен на слобода. Чешките сексолози токму затоа на кастрацијата гледаат како начин со кој на деликвентите им се помага. Имено по хируршки пат се отстрануваат дел од тестисите, каде се создава сексуалниот хормон. Тоа се надградува со имплантант за да не се познава. На тој начин пациентите ја задржувале способноста за сексуален однос, ама им била велат потисната обседнатоста или лошите сексуални мисли. Постои и друг начин, така наречена хемиска кастрација, на која се гледа како на алтернатива, бидејќи станува збор за третман со лекови кои ја намалуваат желбата за секс, а од друга страна немаат доживотен ефект. За хуманост или нехуманоста дебатите не престануваат, а фактите зборуваат дека од 2000-та година досега врз 50 лица во Чешка е извршена хируршка кастрација, а врз 300 пациенти се применува хемиска кастрација. Заеден од Прага, Зоран Ќука. Господине Змијанац, слушнавме искуство од Прага. Може ли една ваква метода, која вие ја посочивте, хемиската кастрација, да биде продуктивна во намалување на овој криминал? Хемиската кастрација е многу похумана од хируршката кастрација, која во чешките педофили ја заменуваат за казната доживотен затвор. Позитивни се искуствата од Данска и некои други земји, како што Полска и Хрватска, сакаше да го стори тоа. Има исто една превентивна мерка која мислам дека треба да им биде достапна на родителите, да имат ограничен пристап во регистарот, во архивата на досега осудените педофили, за да знаат дали нивните деца биле во контакт и евентуално да не дојдат во контакт со нив. Тоа е превентивна мерка која родителите мора да ја знаат за да ги заштитат децата од сексуалните атаци на педофилите. Го слушнавме чешкото искуство. Во Данска хемиската кастрација веќе одамна се применува. Затворениците обвинети, осудени за сексуално насилство во Тексас носат розови мајци. Може ли хемиската кастрација како мерка да биде да мине низ овие македонски институции, да ги помине филтрите? Ако и се зачесто и понатаму педофилијата со зголемување на казните, како што гледаме за една недела 4 случаи, значи мора да се најдат и алтернативни мерки. Мислам дека хемиската кастрација со строг надзор, со вградување на микрочипови, строг надзор на полицијата и центрите за социјална работа може да вгради плод и со досуда на повисоки казни. Ви благодарам за гостувањето во А1 вестите. Студио, повелете. Ви благодарам, тоа беа Миле Ристевски и Драги Змијанац од детската амбасада Медјаши. Остануваме на истата тема. Со мене во студиото е Љубомир Михајловски, екс-министер за внатрешни работи и долгогодишен адвокат. Што вели вашата пракса? Вие, додека го слушавме прилогот од Чешка, рековте дека не се согласувате со таква ригорозна мерка, дека нема да даде ефекти. Што мислите ви? Добро, јас најпрво да ве поздравам вас и вашите гледачи. Го слушав овој прилог и мислам дека ваквата мерка, мислам за физичка кастрација, по мене, за мене лично е недобра, затоа што вакви дела на облюби и насилување може да направат и на лица од спротивниот пол, мислам не машки лица, само може да направат и женски лица. Исто така,
ваквата мерка може да се покаже и како контрапродуктивна, затоа што може во понатамошниот период, во некоја друга постапка да се установи дека обвинетото лице и осуденото лице е невино. Така да со оваква мерка за физичка кастрација, мислам... Која е најдобра мерка? Тогаш очигледно големите казни воведени минатата година не даваат ефект. Бројот на педофилски случаи е многу зголемен. Ја и тоа го слушав овде дека судовите изрекувале мали казни, што не е точно. Мислам дека судот судел совесно и во склад со законите ги носел пропишаните казни, така да не можеме да кажеме дека судот изрекувал минимални казни. Значи судот судел во рамките на закон, казните се зголемени многу во минатата година, така да овие случаи што сега ќе се процесираат пред судот, сигурно ќе имаат повисоки казни. Затоа што судот е обврзан во своите пресуди да ги применува законите. Може ли да посочите некаков конкретен пример, се разбира во согласност на она што дозволува законите и нормите, без да именуваме имиња, без да посочуваме, да посочиме некој конкретен пример од вашата пракса? Како застапник на на оштетена или на другата спротивната страна? Видете, во изминатиот период во Македонија исто така се случувале вакви кривични дела. Меѓутоа, тогаш можеби гласот на јавноста бил помал. Овие дела не биле толку манифестирани јавно. Така имаме случаи да еден сторител, ова го кажам во времето кога сум бил припадник на Министерството за внатрешни работи, кога сум работел на оперативни работи, сме откривале, например, лица кои што извршиле серија на облјуби и силувања врз деца и малолетници. Колка е бројката на најмасивните силувачи кај нас? Па сме имале, например, дури и наставници, професори сме имале такви случаи каде што имаме 20 на 50 на деца, мислам огромен број на деца во текот на многу години изминати, така да тоа се расчистувало после откривањето на едно дело. Сме имале и случаи кога надри доктори и така натаму ги при лечењето, третманот ги измамувале децата и вршеле облјуби, родителите на децата. Има многу потресни приказни околу ова. За жал, кои што се точни, судот ги осуди и изрече максимални казни, со тоа судот покажа дека казнената политика ќе ја спроведува до крај и дека со својата казнена политика ќе се бори против овој вид на кривични дела. Кој е најдобриот начин за ресоциализација во услови кога казните се или недоволни или пак по излегувањето престапниците повторно го прават истото дело? Јас лично сметам дека казната како таква е еден од елементите кои што ќе влијат превентивно да не се случуваат такви дела. Меѓутоа исто така верувам дека многуте откривања, значи, на овие кривични дела ќе придонесат да сторителите, односно идните можни сторители не ги извршуваат овие дела. Што сакам да кажам, дека ако имаме откривање на повеќе лица, јасен е сигналот на државата, на целокупниот систем, дека има волја и желба и можности да се бори со овој вид на криминал. Ви благодарам многу што бевте гостин во Вестите. Благодарам.